сите добровате во премиерата на сезоната 4. Денеска ја започнуваме сезоната со многу чуден случај. Со други зборови, жена во дрво. Да, ова може би звучи чудно, но остатоците на оваа жена што ќе обработуваме биле најдени во дрво. Подоцна се јавил некој графит што пишувало која стави бела во брестот. Верувате колку интригантно толку овој наслов, толку ќе биде интригантно и цел случај овој, па зашто да не почнеме веднаш. На 18 април 1943 година, 4 тинејџери од Бирмингем, Англија, поминуваа низ Хегливуд шумата во потрага по храна. Втората светска војна обеснееше низ Европа и поради рационализацијата, Боб Фармер, Роберт Харт, Фред Пейн и Томас Вилет беа во потрага по гнезда на птици таа ноќ за да си земат бесплатни јајца. Едно од момчината се раздели и отиде да погледне во трупецот на стараа Брест. Кога погледнали за плетканите гранки, округлиот бел предмет му го привлече вниманието. Меѓутоа, младиот човек не открил јајце, туку човечки череп. Едно од момчијата користеше стап за да го отстрани черепот од дрвото. Пред да го напушти местото, черепот беше вратен во дрвото и се вели дека момчијата се законеле дека никогаш повеќе нема да зборуваат за тоа. Па добро, ја би се закумал толку некој чуден проненок да најдам. Со други зборови, тие биле во шумата некако и во дупката во едно дрво нашле остатоци од човек. А сепак тие биле во потреба на јајца и првично мислеле дека тоа е јајце, но тоа бил черепот на жената што ќе обработуваме. Следниот ден едно момчијата му кажала на својот татко, кој пак ја алармираше полицијата за настанот. Едно од момчињата, Томас Вилет, ја придружуваше полицијата назад до трупецот, кој се наоѓа на само 35 метри од Хегливуд улицата. Гостите пронајдоа дрво високо приближно 150 см со отвор што бил заострен и станал тесен дури 17 инчи во диаметар во еден момент. Истражителите го собраа черепот и другите коски од дрвото, како и некои коски пронајдени во околината, за кои се верува дека се расфрлани од лисици и вервенички. Форензичкиот научник, професорот М.М. Вебстер, тогаш беше во можност делумно да го реконструира скелетот на жена помеѓу 25 и 40 години, најверојатно поблиску до 30 години. Коските не покажаа знаци на болест или насилство, иако голема парче крпа беше ставено во уста, што доведува до сомневање за задушување како можна причина за смрт. Во јавноста беше објавен најверојатен опис на жената, опишувајќи ја како висока 160 см, со светло кафеава коса, облечена во кардиган, со светло плава боја и здолниште во боја на сенф. Една силна чевоа со големина 36 беше пронајдена надвор од дрвото. Внатре во багажникот од автомобилот се наоѓаше партнерот на едната влечка, како и златен прстен за вечерка. Се веруваше дека жената била мртва најмалку 18 месеци. Самоубиството како можна причина за смрт беше исклучено поради особената форма на дрвото. Вебстер рече, цитирам: "Не можам да замислам човек да влезе доброволно во дрвото. Дури мала личност како оваа не може да влезе без да се светка драстично." Полицијата ги прегледа евиденциите за исчезнати жени, но не откри ништо. По објавување на најверојатниот опис на жената се јавија повеќе од околината, но ниту еден од полициите не даде никаков резултат. Истражната порота најде пресуда за, цитирам, убиство од страна на некои лица или неколку непознати лица. На 4 мај извештај беше објавен во Бирмингем дневниот вестник, во кој се повикуваат да се појават стоматолози кој може да препознаа некои карактеристики во зъбите на жената. Во долната вилица незините предни зъби се преклопуваат и недостасува зъб од десната страна, најверојатно излечен од стоматолог во рок од една година по смртта на жената. Сепак се уште не може да се даде идентитет на посмртните останки. Како што кажаме сега, значи, жената што ја нашле се претпоставува дека била 25 до 40 години, така рекол нели тој професор што бил форензичар за случајот. Исто така крпа била ставена во устата, што би можело да се рече нели дека некој ја задавил и оставил крпата натри заради некоја причина. Висока се претпоставува дека била висока 160 см, облеката и била облечена во плав джемпер и здолниште во боја на сенф. Инаку биле пронајдени, едната чевоа била пронајдена надвор од дрвото, а во багажникот на автомобилот што бил блиску до дрвото бил најден венчален прстен. Исто така таму била најдена и другата чева што недостасувала до дрвото. Исто така не се знае како можела самата да влезе, нели, ако вошто се мислило на самоубиство, нели, подоцна се рекува нема шанси таа сама да влегла во дрвото, или па ако сакала да се самоубие, ќе нашла многу други начини да се самоубие.
а и теоретски не било возможно нели сама да се напика во дрото затоа што многу било тесен отворот во Брестот. Подоцна нели полицијата кога ги прегледава евиденциите за исчезнати жени, не открива ништо, немало докази за некоја таква жена со тие информации. Подоцна се објавил нели како оглас за некој што знае исчезната жена да се јави, но тие што се јавиле не биле нели за таа жената што е пријавувале во огласот не била со истите податоци како таа жената што била најдена и мислам дека можеме да продолжиме. Во март 1944 година празна зграда во Бирмингем беше графитирана со креда. Цитирам: "Која стави бела во Брестот во шумата Хегливуд. Помине скоро една година откако телото беше продадено, иако ова беше прв пат да ѝ се даде име. Зборовите беа напишани премногу високо над зидот за да бидат напишани некои деца што се зафркавале, полицијата беше заинтригирана. Откако го откриле овој графит, на властите им пристигнал друг извештај за куќа во Хайден Хил Роуд, која слично била вандализирана неколку месеци пред тоа со зборовите "Која стави бела во Брестот". Бидејќи графитите беа со ист ракописи затоа што полицијата верува дека одговорен е само еден граѓанин. Секој што знаел за некоја бела што бил исчезната бил замолен да алармира полицијата. Значи, ова е првиот и, може да кажам, многу интересен напредок. Со други зборови, дали била некој зид во Бирмингем бил изграфиран "Која стави бела во Брестот". Нели, ова е прв пат да се даде име на жената што била најдена во Брестот, што биле најдени коските во Брестот, нели? И ова било прв пат да се даде име на таа жена и сепак полицијата подоцна кога барала бела не можеле да најде никоја бела што исчезнала во тој период. Во август 1944 година написите повторно почна да се појавуваат. Цитирам: "Бела е се уште во Брестот во Хегливуд. Беше предадена напишана и во блискиот Хелсовин и Вулверхемптон. Повторно се чини дека ракописот одговара на претходниот вандализам. Сепак, никој не може да ги објави написите за тоа која била бела што одговара на пронаделното тело. Во 1953 година, 9 години откако се појави последниот графит, полицијата конечно го најде својот виновник за надписите, иако се покажа дека властите чекирале цело време следеле погрешна трага. Детективниот надзорник на округот забележа, цитирам: "Тоа беше работа на чудак и лажков за кој сме задоволени дека не знае ништо и нема никаква врска со случајот. Значи се чини дека бела сепак не беше бела после се." Значи таа сепак некој шалабајзер можам да кажам, значи тој не знал ништо за нејзија, онака само напишал "Која стави бела во Брестот", нели тој слушнал дека нашле тело во Брестот, ама он самиот си го дал името Бела и полицијата цело време следела исчезнати лица или починати лица што биле негде најдени со името Бела, но сепак таа трага што напишал овој човек ги фрлил едноставно полицајците на другата страна за истражување и многу лошо негова страна можам да кажам. И сега можеме да влеземе во теориите за тоа која била жената што била најдена во Брестот и што се случило со нејзина. Мојата прва теорија е дека смртта на мистериозната жена се случи за време на воените воздушни напади. Кога слушнала сирени за воздушни напад, жената може би барала спас во шумата. Полицијата претпоставува дека жената може би била нападната и убиена, може би случајно умрела како последица, потоа била внесена во Брестот. Нејзиното семејство би претпоставило дека таа починала во воздушните напади и не мога да ги предупреди властите. Меѓутоа, оваа теорија не е јасна како жената влегла во дрвото и кој бил одговорен. Едно нешто во врска со воздушниот напад може да биде што сирените што се вклучуваат се гласни и го покријат секое врскање на жената. Значи, така, ова е кратка теорија, првата теорија беше ова што ја прочитав. Се вели дека за време на воздушните напади во таа година, нели тоа била светската војна и за време на тие воздушни напади со бомби, таа нели ги видела на небото и почнала да бега, се скрива некако во шумата. И така, значи тоа може до тука до што кажам, може да биде вистина, но сепак тоа не го објаснува како таа влегла во дрвото и нели да не објаснува како жената влегла во дрвото и кој бил одговорен ако не влегла сама, кој ја ставил таму. Значи така, оваа теорија не го објаснува тоа и со тоа може да продолжиме со втората теорија. Втората теорија дека жената може да била човечки курбан. Египтологот доктор Маргарет Марей изјави дека има, цитирам, "се уште има остатоци од вештарство во изолирани делови на Велика Британија". Според Мари, жртвувањата ги вршиле луѓе кои се уште веруваат во религија што се практикува во Британија пред христијанството, а ние ги нарекуваме ѓаволови поклоници. Тие се уште практикуваат црна магија.
Верувањето дека ако животно се извади од земјата преку земјоделие, мора да се замени со крвна жртва. Мари верувала дека не само жената проведена во обрестот, туку и друго лице е подоцна проведено убиено во таа област, може да им се припише на овие обожаватели на ѓаволот. Според авторот Доналд Маккормик, од секогаш се зборувало дека Хигливуд е дом на некои издруженија на вештерки. Тој дури посечи на древната традиција, во која што се заробува духот на вештерка во шупливо дрво, користејќи го како еден вид затвор за да ја спречи да предизвика дополнителни проблеми во светот. Имаше индикации дека дрвото во кое беше проведено телото, пред телото да се стави внатре, повремено беше исечено, што го спречи неговиот раст. Тоа е втора теорија. Со тоа теорија се шпекулира дека жената била човечки курбан, односно некои обожаватели на ѓаволот, како има некој издружение такво, за вештерство и тие луѓе ја убиле заради заради оваа традиција дека пишува Марија рекла дека се уште во тој период и таму каде што била најдено, имало луѓе што практикувале црна магија. Тие верувале дека ако било најдено животно од земјата, тоа морало да се замени со човечка жртва. И тоа би објаснило дека таа само да не можело да влезе внатре, но сепак овие ја убиле и подоцна некако ја напикале во дрвото. Така, и со ова може да влеземе во трета теорија. Трета теорија дека таа била странец, а можеби дури нацистички шпион. Во ноември 1953 година весникот Вулверхемптон доби писмо во кое се тврди дека испратачот ги знаел идентитетите на жената во дрвото и нејзиниот убиец. Писмото потпишано едноставно Ана објаснува, цитирам: "Никогаш нема да решите мистеријата. Едно лице што може да го даде одговор сега е надвор на надлежноста. Аферата е затворена и не вклучува вештерки, црна магија или обреди за жртвување." Но колку е сигурно ова, значи, ова уште сега ги елиминира моите теории дека не вклучува некаква црна магија или обреди за жртвување, па може да продолжиме. Одговорното лице почина во 1942 година, а жртвата беше холандјанка и илегално пристигна во Англија околу 1941 година. Ана, која го напишала писмото, на крајот била проведена и испрашана од полицијата. Извештаите велат дека вистинскиот идентитет на Ана бил Уна Мосоп. Уна тврди дека нејзиниот сопруг, пилот на кралските воздухопловни сили по име Джек Мосоп, влегол во шпионски круг во кој била вмешана жената во дрвото. Уна тврди дека жената била шпионка, барајќи информации за тоа каде ќе се одвива воздушните напади кои што треба да започнат во Англија. Постоја различни приказни за можната вмешаност на Джек со жената во дрвото. Една тврди дека излегле да пијат во паб со жената, наводно таа премногу се опијанила, се несвестила, а Джек и еден холандјанец по име Ван Раут ја ставиле крутата жена во дрво како шега. Кога се разбудила, не можела да се ослободи и таму умрела. Па е интересна теорија. Многу интересна теорија, морам да кажам, затоа што вклучува многу интересни личности. Со други зборови се вели дека таа била странец и шпион. Затоа никој не дошол да идентификува и затоа не можела да се идентификува, затоа што била во странска држава и уште побитно и била шпион. Многу ми се допаѓа оваа теорија, можам да кажам. Другото во оваа теорија се вели дека ова Ана, што била, што го напишува писмото и што го пратила во полиција, подоцна полицијата ја нашла, ја довела кај себе, ја испрашувале, таа рекла дека мажот и уште еден пријател ја убиле Ана, тоест не ја убиле Ана, туку ја убиле жената најдена во Брестот, и тие, како биле пијани сите тројца, како шега некако ја ставиле во Брестот и таа кога се следното утро некога се разбудила, не можела да излезе, едноставно умрела во Брестот. Многу интересно, морам да кажам, не дека смртта е интересна, туку самиот начин интересен, не ме сочите погрешно. И можеме да продолжиме. Во друга верзија на приказната се наведува дека Ван Раут и жената биле во автомобил, а потоа го зели Джек со нив. Малку подоцна Ван Раут ја задавил жената, неверојатно поради несогласување околу нивниот шпионски круг. И потоа ја ставили во дрвото. Откако го слушна писмото напишано со Ана, во кој се тврдеше дека бела е холандјанка, авторот Доналд Маккормик отпатува во Холандија за да види дали може да најде нешто што ќе го подкрепи тврдењето. Таму нашол изводен доказ кој потврдил барем дел од она што го напишала Уна. Маккормик дознал дека во рамките на нацистичкиот систем за шпионажа, човек по име Лерер работел на регрутирање со извинувам соучесници кои би можеле да работат во Британија како шпиони. Наводно Лерер имал холандска девојка која живеела во Бирмингем во 30-тите години, давајќи одлично познање на Британија и дозволувајќи да зборува без холандски акцент.
Мекормик наведува дека во март и април 1941 година записите покажува дека 5 германски шпиони били спратени во Англија од Холандија за време на операцијата Морски лав. Еден од овие шпиони е жена со име Клара, наводно таа била фрмена со авион над област, што по сите изгледи бил шумата Хегли Вуд. Копајќи подлабоко, Мекормик разговараше со поранешниот нацист Франц Радгеб, кој живеел во Парагвај со лажно име. Радгеб и даде опис на Клара и подоцна му кажа на Мекормик, кој со голема мера се сопаѓа со оној на жената бранена во дрвото. Декласифицираните датотеки Ми-5 открија постоење на германски шпион заробен при пат со падобран во Англија во 1941 година по име Јосеф Јакобс. Откако бил уапсен, една од неговите работи посебно се истакнува во очите на полицијата. Фотографија на германска пејачка Клара Баурел. Јакобс тврди дека Клара била негова девојка и германски шпион. Јакобс тврдеше дека Клара со падобран скокнала во средината на Хегли Вуд, каде што се наоѓа шумата Хегли Вуд во 1941 година, но никош повеќе не слушнаме од неа. Па и сите информации што ни требаше, мислам дека до тука можеме да го решиме случајот, сепак останува да видиме, но сепак ова што почне до сега се многу точни и убедливи информации што би можеле да речеме дека жената во Брестот е германска шпионка по име Клара. Таа исто така била и пејачка. Со други зборови, Јосеф Јакобс, кога бил уапсен од полицијата, имал фотографија од оваа Клара и рекол дека таа била германски шпион што работела во Британија и рекол дека таа со подобрание се спуштила во Англија, слетела во Хегли Вуд, точно на точното место во шумата каде што била најдена девојката во Брестот. Иако се чини дека оваа приказна има многу интересни и подкрепувачки факти, Бела во Брестот најверојатно не е Клара Берел. Клара беше висока 180 см и добри 20 см повисока од скелетот продаден во дрвото. Уште пошокирачки постојал дневник на Клара, каде што се потврдила дека умрела во Берлинска болница во 1942 година. Значи, со овие две реченици го се негира све што го кажавме во трета и последна теорија. Со други зборови, нели таа Клара што ја споменавме во последната теорија, била 20 см повисока од скелетот што бил најден во шумата. Значи, ова е многу чуден податок и искрено ме разочара. Сега не знам со која теорија попрво да почнам, затоа што многу бев убеден во последната теорија, сега дека не ги прочитав и последни две реченици. И сега можеме да ја затвориме дали епизодата. Овој случај 100% ќе остане неразјаснен, затоа што помина долго време од тогаш и еве заради све што прочитавме е многу тешко да се идентификува жената. Во врска со првата и втората теорија мислам дека не се многу возможни. Поготоа втората теорија, нели таа беше интересна дека таа била човечка жртва, значи повторно не ме сваќате погрешно, не е тоа добро да бидеш човечки курбан, но сепак информациите беа многу интересни во тоа. Таа теорија искрено не ми се верува и првата со така не ми се верува. Значи целото време докато го читав овој случај бев насочен кон третата теорија, затоа што таа ми се веруваше за најточна и најсигурна, се додека не прочитав овие последни две реченици. И, значи, така, било што било, мислам дека можеме да затвориме првата епизода на новата сезона на You Scared. Ова беше многу интригантен случај, можам да речеме, дури мене ме шокираше крав на овој случај. И без многу да збориме, мислам дека можеме да го ставиме овој случај да биде неразјаснет. Све најдобро, пријатно и се гледаме во следната епизода на You Scared.